Политичкиот прогон над народената и криминална власт кулминира. Откако не успеа преку разни притисоци, закани и уцени да ја скршат партијата и актуелното раководство, сега почна уште пожестоко да ги злоупотребуваат институциите да се обидат да го попречат ВМРО-ДПМН во своето работење. Единствениот аболициран политичар за криминал, Зоран Заев, знае дека ВМРО-ДПМН е последниот беден во заштита на државните и национални интереси и затоа не бира средства со кои што ќе си обезбеди бришан простор за реализација на распродажбата на се што е македонско и општиот грабеж кој што Заев и картелот околу него го реализираат во моментов. Затоа Заев одлучи да го направи последниот чекор и да го впрегне неговиот последен адут. Партиското специјално јавно обвинителство и клиентелистички расположени од суд и да го замрзне имотот на ВМРО-ДПМН. Партиското, непрофесионално и селективно специјално јавно обвинителство, еден месец после референдумскиот дебакал на Заев и СДСМ, побара да биде замрзнат целокупниот имот на партијата, а судиите Весна Димишкова и Седат Реджепагиќ без никаква основа веднаш скокнаа да помогнат и да донесат позитивна одлука по барањето на СЈО. За прв пат во историјата на Република Македонија, но и за прв пат на европско тло, се бара замрзнување на имот на политичка партија која што е во опозиција. Ова е демократијата и демократските принципи за кои што се залагаат Заев и СДСМ. Принципи со кои што од народената власт се обидува да го умртви секое поинакво размислување и да забрани секакво политичко делување кое се разликува и кое не се согласува со антидржавните политики на Заев и СДСМ. Ќе повторам, вакво нешто не се случувало, нити се случува во Европа кон која се стремиме. Барањето на СЈО и одлуката на судиите Димишкова и Реджепагиќ се целосно неосновани и без никаква правна аргументација. Барањето на СЈО и одлуката на судиите се исклучиво политички мотивирани. Повредени се протоколите и праксата на Европската конвенција за човекови права и Европскиот суд за заштита на човековите права. Прво и основно, не постои мандат, овластување и надлежност за поведување на барање за определување на привремената мерка од страна на СЈО. Второ и уште поважно, ВМРО-ДПМН како правно лице воопшто не е осомничено во постапката и од тука е очигледно дека единствената намера на инспираторите на ова сценарио е политички прогон. Политички прогон со кој на партијата и се причинува штета и се нарушува можноста за нормално извршување на дејноста на партијата. Ќе повторам, сето ова се случува во време кога Заев сака да ја погази јасно изразената волја на граѓаните на референдумот одржан на 30 септември и на помалку од 6 месеци пред одржувањето на изборите за претседател на Република Македонија. Со ваквата одлука на судот, незаконски се задира во правата на лица кои не се осомничени и во јавноста се испраќа порака на заплашување дека секој може да биде жртва доколку не се согласува или се спротивставува со политиките на Заев. Понатаму, во рамки на барањето и на одлуката не е приложен ниту еден доказ, потенцирам, ниту еден доказ со кој може да се извлече било каква корелација со изречената мерка. Со тоа свесно и намерно се повредува правото на слободно располагање на сопственоста, заштитено со домашни и меѓународни акти. Индикативно во целиот овој атак врз ВМРО-ДПМН е тоа што по овакво барање апелацијскиот суд Скопје веќе има одлучувано и тогаш го има отфрлено истото барање. Вкупната вредност на целокупниот имот на ВМРО-ДПМН изнесува нешто околу 10 милиони евра, што е неколкукратно помалку од сите оние небулози, од сите оние шпекулации и спинови кои што во изминатиот период СДСМ и Заев се обидуваат да ги лиферуваат во јавноста. Ако не се лажам, се споменуваа суми од над 60 милиони евра, што е тотално неточно.